Почнете од почеток со Бони Сала. Зошто ти треба лупа? Пред моето страдање бев застранил, а сега го пазам твојот збор. Псалм 119, 67 стих. Законот на сеење и жнеење е впишан во човековата душа. Кога ќе се појави неволјата, веднаш почнуваме да се прашуваме што сме сториле за да завршиме во таков хаос. Зошто ми се случи ова? Еве некои работи за размислување кога се соочуваш со проблем денес. За почеток, разбери дека неволјата е универзална. Без оглед дали сам придонесе до проблемот или беше жртва на нечие злодело, сите се соочуваат со неволја и тешкотии. Никој без оглед колку е праведен или злобен не е исклучен од тоа. Матеј, 5 глава, 45 стих. Исто така ништо во животот не е вечно. Како старата евангелска песна. Неволјата не трае за секогаш. Забораваме дека и неволјата и благословот се привремени услови. Кога неволјата ќе тропне на врата, време е да си спомнеш дека емоциите не се апсолутни показатели на вистината. На паниката и недостасува перспектива. Во виорот на емоцијата се чувствуваме како да нема да ја преживееме ноќта на неволјата, но преживуваме. Најважно од се, негувајте ја навиката на промена на фокусот во неволја. Помисли на Псалмот 34, 3 стих. И дури и на фалбената молитва на Марија. О, величај го Господ со мене. И мојата душа го велича Господ. Лука, 1 глава, од 46 до 55 стих. Кога фокусот на мојот ум и душа е на способноста и љубовта Божја, мојот дух се стишува. Замисли да погледнеш кон Бог со лупа и потоа да занемиш кога ќе си спомнеш кој е тој во однос на твоите неволи. Тој е способен. Што действува во нас, може да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Ефешаните, 3 глава, 20 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.